две жени. Едната, ова што е наведната на масата и со така една специјална положба која што задржува е доилката, а другата е друга жена која што ја масира по грбот во оградениот дел на сликава, гледате со двата палци околу грбот, од горе према долу, така се прават кружни движења масирачки на доилката, тоа да трае неколку минути и ова е еден перфектен, испробан, да се повторува, докажан начин за стимулирање на тој окситоцински рефлекс за стварање на излучување на испуштање на поголема количина млеко. И сега, спротивно на тоа пак, ако мајката има поголема количина на млеко, па сме дошли до ситуација на полни и преполни дојки, еве овде на овие две-три фотографии гледаме мајката прво, еве, откако ја надразна брадавката и сега со мануелно, значи со рака, се обидува и третиот дел, така, се обидува и го измолзува млекото, известна количина, додека дојките да омекнат и од омекната дојка детето ќе може многу полесно да цица и да се воспостави тој дел, тој акт. Сега понатаму има, да кажеме, еве еден шприц, специјален, ние во минатата емисија кажавме како да се импровизира шприц, пластичен за измолзување, но овде ова е специјален, да, индустријски подготвен, со клип кој што ствара вакуум и ја празни дојката. Молам понатаму. Еве овде е методата на топло шише. Имаме едно топло стаклено шише, во тенџерето имаме топла вода, се сипа водата во тенџерето, следниот. Откако се загреало шишето, се истура водата и на крај третиот и тоа топло шише, но внимателно да не биде врело за да направи опекотина мајката. Тоа треба да биде, да речеме, на 40 степени загреано и во грлото на шишето се става брадавката. Сега, с обзир да шишето е загреано, тука се ствара одредена количина на температура, се ствара вакуум и млекото си истекува само од себе, од дојката во шишето. И понатамо имаме специјални пумпи. Ево ова е една комбинирана стаклено гумена помпа, која што исто многу мајки ја познаваат, исто припомага да се истиснува, односно да се извлекува млеко од дојката и кога таа ќе омекне, детето ќе може полесно да ја прифати, без нервоза да понатамо цица, а минатиот пат на филмот покажавме и механички електрични пумпи, кои што јас сметам воопшто не се неопходни и нема потреба да ги бараме, бидејќи на овие начини, како што сосема нормално, сосема уредно може да мајката си испразни дојките и детето да продолжи со нормално доење. Да. И сега кога напоменавте претходно дека околу тоа како би се стимулирал самиот рефлекс за посилно испуштање на млеко од дојките, како причина да би дошло до недоволно испуштање на млеко од дојките се јавуваат многу сегменти кои што го потикнуваат сето тоа. Дали врз сето тоа влијае самата исхрана, начинот на живење, стресовите или пак прошетките кои што ги прави самата мајка? Сигурно. Кои се најчестите причини? Па да ви кажам, најчести причини има многу. Начинот на исхрана има сериозно влијание врз млечноста. Сега би напоменали ли каква исхрана би требало да употребува? Па еве, во најкратки линии, да кажеме, мајка дојлка мора добро, квалитетно да се храни. Таа треба да консумира храна за двајца, неколку двајца. Да, тука малку е игра на зборови, меѓутоа многу мајки ќе ме разберат. Значи, прво, треба да консумира голема количина млеко. Многу мајки ми се жалат, не можат да го пијат млекото. Мене ми е нејасно, јас сум голем љубител на млекото, меѓутоа, ако не можат пресно, скоро е голема реткост некој да каже дека не може кисело. А вредноста е иста, дури по квалитет на
сварливо скиселото млеко, јогуртот се поквалитетни од обичното, пресното млеко. Понатаму маштеница, јогурт, значи то мора сигурно. Голема количина зеленчук. Фала Богу, ние сме во подрачје кај што имаме многу квалитетен, многу ефтин зеленчук, секаков зеленчук. Многу овошти. Кога велам многу овошти, никако не мислам на некои скапоценни овошти, ананаси, не знам да не набројувам. Ма имаме ние прекрасно квалитетни јаболка овде и сосема е доволно. Може да добива и друго. Портокал, лимон, ананас, банана, што знам. Меѓутоа, доволно е само и дури и само јаболко, сосем доволно овошти е заради минералите, заради витамините и така натаму. И сега е многу корисно сире. Јајце исто така е многу корисно. И да напомнам, јас често сакам да им кажувам на мајките, риба, било каква, исто така е од значај. Тоа е по однос на исхраната, видовите на храната. А редовноста во исхраната, редовноста е исто така од особено големо значење. Ние имавме некои прашање минатиот пат, некои видови храна стварат одредени проблеми кај детето. Да, токму тоа малку разговаравме. Значи, тоа мајката сама ќе треба да открие. Априори не можеме ни една храна да ја извиниме. Во принцип, рековме, мешункастите зеленчуци може да стварат гасови. Меѓутоа, мајката ќе треба сама да открие графли, грашокли, зелка. Индивидуално, значи. Да, ќе треба, тоа е многу индивидуално и ќе треба мајката сама да открие и таа храна, тој вид на храна да ја избегнува. Стресните ситуации сигурно дека негативно влијаат. Нервозните ситуации сигурно дека спротивно на тоа убавите случувања во животот позитивно влијаат. Прошетките, разбирањето, хармонијата на живеењето, брачната, фамилиарната, сигурно дека позитивно делуваат врз млечноста, така да од прилика тоа би било тоа. Сега многу пати напоменуваме дека покорисно млекото од дојката да биде што е можно повеќе пати истеснувано. Или пак со други зборови, често пати го афирмирате слоганот колку повеќе е истеснувана дојка, толку повеќе млеко во неа, нели? Ако е сето тоа така, што ќе се случи, нели, доколку детето не сака да цица, а мајката има млеко? Да. Сигурно имаме и такви проблеми, не така ретко. Значи, мајката сигурно дека сака да го дои, има млеко, детето одбива, сега видите. Најчесто за среќа, таквото одбивање трае кратко и за тоа време, за да не ни се случи сега обратен процес, со обзир да ние веќе кажувавме и на фотографии, на слики, на слайдови, кога дојката е преполнета, мозокот на мајката добива информација дека дојката е полна, а оттаму се враќа наредба да дојката престане да ствара млеко. За да не ни се случи тоа, мајката треба, како што покажавме на еден од начините кој што ќе е најзгоден, највообичаен, мануелно со рака, да си ја измолзи дојката. Што со тоа млеко? Видите, ако е мајката сигурна дека за следниот подојќе има доволно млеко, односно за следните подојќи има доволно млеко, тога може и да го исфрли тоа млеко. Меѓутоа, ако не е многу сигурна од тоа, добро е да не зборувам за каутелите на хигиена. Претпоставуваме дека тоа е се во ред, но еве и да повторам, чиста дојка, чисти раце, чисти чашички, чисти садови, да се тоа млеко измолзи во чашичка, во специјален сад, кој што ќе е наменет само за таа намена, и да се чува тоа млеко. Рековме, мајчиното млеко, за разлика од другите млека, е многу по-издржливо на расипување, значи на загадување бактериско, така да од тоа, ако неколку 7-8 сати дури може тоа млеко да стои, дури и да не е во фрижидер, па да не биде расипано. Да може мајката слободно да му го дава и воопшто да не се плашат. Тоа е, например, една многу убава метода на чување млеко, кога мајката треба да обави некоја друга
задача да оди некаде да купува, да пазари или едноставно да не биде дома заедно со детето и пред да излезе ќе си го надои или ќе се измолзи, па другите домашни кои ќе останат заедно со детето, после да му го тоа дадат, но ве молам, никако со шишејцот. За кои начини, на кои начини, многу пати кажавме, минатиот пат покажавме и на филмот, со чашичка, со пипета, со шприц, со лажичка, али не тука. Тука сме категорички и мислам, че треба многу од мајките добро да не разберат, имаме многу причини, кои што ако би ги елаборирале сега би не однесле многу далеко, че треба не знам колку време да ни трае овој курс, меѓутоа ги убедувам дека отсутствието е само штета, никаква корист. Меѓутоа сепак после извесен период, ете, доколку сите овие причини не бидат надминати, детето треба на некој начин да се прихранува, а како помошни помагала би се употребували шишето и суслата? Не. Би биле оправдани? Не, шишето и суслата не. Тоа додека е во доенечки период. Додека е во а ние за доенечки период го рачунаме од раѓање до навршување. Не, до навршување на 1 година. Да. Детето, кажав уште, јас на филмот, минатиот пат покажав и новороденче, прекрасно умее од чашичка, ако мајката ја научи техниката. Ако не умее мајката сама, нека повели во советувалиштето, ние на лице место практично си покажеме како со чашичка да му го дава своето млеко за ситуации кога мора така, ако не може да го дои директно на својата дојка. Ние стоиме на располагање секогаш, еве оде на телопот впрочем е прикажана мојата екипа која ме задолжи вечерова да пренесам еден поздрав до сите што не пратат, што не гледаат и со порака повелете, дојдите за сите проблеми заедно да имаме ние екипата и една среќна фамилија, едно семејство, татко, мајка, бебче и сестричето на бебчето, кои што навистина уживаат во оваа прекрасна ситуација кога да се има бебе дома е навистина и труд и мака, меѓутоа е многу благородна ситуација која и ја пожелувам на сите наши пријатели. Да. Многумина ја имаат почувствувано токму од оние гледачи кои што не следат, затоа што пред се оваа емисија се говори за и околу самото мајчинство. Сигурно ги заинтригира први нив, а подоцна и оние кои што очекуваат можеби да имаат принова во своето семејство. Ете како најава за сите нив, што би говориле следната емисија, ќе говориме за недоволно количество на млеко. Да, тоа е сериозен проблем кога мајката ќе го разграничиме посебно тој или феномен. мисли дека има недоволно млеко или можеби и навистина. Тие ситуации се присутни и ќе мора еден наш ваков разговор да му посветим на тоа, па еве нека следниот пат биде тема за тоа. Мислам дека имаме да замолиме режијата уште некои фотос. Од слайдовите да погледнеме. Еве, видите, колку е ова убаво да се види во Сечи дом. И ја на вистина на сите наши гледачи им пожелувам една ваква прекрасна гледка. Да. Задоволство, нели, волшебност, која што се чувствува во семејството. Тоа е неизмерно голема среќа. Да. Среќа која што може само да се почувствува, никако да се опише. Сметам дури ни најголемите поети, она што за жал јас не сум, не можат на вистински начин да го опишат. Тоа треба само да се почувствува. Затоа всушност е еден од нашите слайдови во претходните емисии на кој што стои мајка која што го има во својата преградка своето дете и пишува ние двајцата целиот свет. Да, ние двајца цел свет. Да. Всушност тоа е самата големина и енормност на мајчинството. Јас ви благодарам, докторе, за сето на што вечерва го проговоривте во нашата емисија. Повторна средба вам пред телевизиските екрани ви закажувам за во недела во 21 часот и 30 на минути некаде околу. Да бидеме повторно дел од диапазонот, кога наш гостин ќе биде повторно специјалист педијатар Климентија Матовски.
Пријатна ноќ и пријатна вечер со програмата на телевизија АТВ. Почитувани гледачи, верни на телевизија АТВ, добра ви вечер. Добра вечер на сите оние кои што ете после овие празнични бури кои што следија во овие изминати денови, како нели затишје на сето она што беше празнување и сето она што имавте можност да го пружите на себе си како задоволство. Оваа вечер повторно ќе бидете дел од телевизискиот сегмент на АТВ, нели преку диапазонот по 11 пат вечерва. Како наш соговорник повторно доктор специјалист педијатар Климентије Матовски. Докторе, добра ви вечер и добре дојдовте во емисијата. Добра вечер вам, добра вечер на сите. Еве јас малку закаснето да им честитам првомајските празници на сите што не гледаат и да им честитам на сите спортски расположени македонци победата вечерва на ракомет, нашата ракометна женска репрезентација. Ете, може би тоа беше причината што малку го поместивме терминот на диапазонот. Да, меѓутоа сепак, како што наведовте, расположба плюс, за да одиме повторно и да се вметнеме во она што е како домен на нашето полемизирање во диапазонот. Како наша тема за вечерва ќе говориме за недоволната количина на млеко или недоволно млеко и сето она што би можеле да го кажеме во врска со оваа тема. И сега на самиот почеток, сигурно интересно би било да кажеме за оние знаци или симптоми кои што укажуваат на фактот дека една мајка нема доволно млеко. Кои би биле тие знаци првично? Да, па ево како вовет да се навратам, еве ова е насловот, недоволно млеко, само како наслов, за да се каже дали мајката навистина има недоволно млеко или може би мисли дека има недоволно млеко, дали има привидно недоволно млеко или има реално недоволно млеко, со многу кратки напомени сакам да навратам на се она што досега кажувавме. Никако не смее да се оди априори веднаш на тоа да се тврди, нити мајката да мисли дека е нејзиното дете загрозено заради недостаток на млеко, нити пак оној кој што ќе советува на мајката. Да не го преувеличува, нели тоа факт? Да, не да не го преувеличува, сигурно да не го преувеличува, меѓутоа да се приде многу трезвено врз проблемот, да не се направи обратна друга грешка, да се појде во нешто што ќе значи можеби непотребно одбивање на детето. Значи, за тоа треба многу трезвено, многу студиозно да се приде кон проблемот, да се прати, тоа е процес. Не може едноставно денес немам доволно млеко. Може би денес немам доволно млеко. Навистина, мајката, може би за една недела нема млеко. Меѓутоа, може би следната недела ќе има и така. Периодично. Значи, се на се еден мој совет првичен за вечерва да на овој проблем, а вистина е проблем и за детето и за мајката што си го дои детето, да не му се придува така бегло, немам доволно млеко, детето ми плаче, ние следната наша емисија ќе биде тема плачење на бебето, значи и веднаш сметам дека имам недоволно млеко, детето ми е гладно и јас морам да си го дохранувам, а тоа веќе представува прв чекор кон одбивање. Значи, ете, нека оваа наша вечерашна емисија биде прилог кон желбата да укажеме дека за да се процени дали мајката има недоволно млеко, не е така едноставно, така лесно и не би смело брзо да се пренабрегнат некои моменти за кои што ќе се обидиме вечерва да укажеме, ами да се појде со едно многу трезвено приоѓање. Систематски приоѓање, да. И сега, кои би биле можните причини кои што би можеле да доведат? Претходниот телоп, јас би се вратил, би молел од режијата. Еве, неколку сигурни знаци кои што сигурно укажуваат на проблемот, дека веќе е проблем, дека нешто се случува и дека мајката нема доволно млеко. Како прво, слабо напредување во тежина. Но ве молам да запомнат сите што не пратат.
Слабо напредување во тежина никако не може да се процени, да се просуди само од еден или два прегледи на бебето, од едно или две мерења. Тоа мора да биде процес. Јас повеќе пати низ овие наши разговори напоменав дека напредувањето на детето во тежина, односно должина, односно другите параметри што ги мериме ние во нашата пракса, треба да бидат процес подолго траен и да после неколку последователни мерења се донесе заклучок дали тоа дете стагнира и така натаму. Овде морам да кажам дека ние препорачуваме толерирање. Доколку детето не добива во тежина, а губи, тоа е сигурно алармна состојба во која што мора да се интервенира со додаток на храна. Меѓутоа, ако стои на една иста тежина, тогаш не мора да значи никаков аларм се уште. Чекаме дури месец, некогаш и два. Што подолго време, значи, секако да детето биде следено од искусен стручњак, педијатар, но да не се премногу тоа прејудицира и да се прават алармни состојби од тоа. Понатамо, ако детето кое што се дои има мала количина на концентрирана жолта мочка. Значи, веднаш да повториме, дете кое што обилно цица, обилно мочка. А обратно, дете кое што нема доволно млеко, тоа помалку бројчано, има помал број на уринирања, да речемете, на мочање през 24 сати и на пелените секогаш мајката ќе може да забележи дека нешто не е вред, пелената е многу жолто обоена, не е така тешка, нема толку голема количина на мочка и така натамо. Значи, колку повеќе детето цица, толку повеќе мочка и обратно. И тоа е еден од сигурните знаци, така, дали детето добива доволно или не доволна количина на млеко. Молам понатамо следниот слайд. Сега, вие веднаш ме прашавте за можни причини. Има многу причини има. Не би имал време јас вечерва сите да ги овде напомнам, да ги елаборирам, но еве неколку кои што ќе ги вака подвлечеме, да кажеме. Бебето не е задоволно после подојот. Мајката секогаш доаѓа и кажува: докторе, јас имам проблем со тоа што бебето, откако го исцицало сето млеко кое што му го пружаат моите дојки, тоа бара уште, не е задоволно, плаче и така натаму, значи дека тука веќе нешто се случува. Детето многу често плаче, а плаче затоа што е гладно. Јас некаде во почетокот на нашите разговори напомнав дека кај бебињата, особено во помалата доенечка возраст, на месец, 2, 3, 4, нема диференцирани комплетни осети, чувства. Да кажеме, кај него едно исто чувство е за глад и за жед. Да. Кога е жедно, тоа е и гладно. Подеднакво манифестирано. Да. Практички еднакво ги манифестира симптомите, а науката се уште не открила два различни центри во мозокот, ами тоа е еден за глад и да жед. А кога е гладно и жедно, тоа чувствува и болка во неговиот храноварен систем и заради тоа детето плаче. Понатамо, с обзир да е често гладно, тоа често бара да цица, многу почесто отколку што би било вообичаено и колку што мајката има да му пружи. Неговите подои се долги, тоа пљацка практички, не голта мљацка, неефикасни подои. Понатамо, веќе детето исфрустрирано од една таква ситуација, незадоволно, ние минатиот пат зборувавме за така наречениот штрајк за доење, детето сега веќе ќе ги одбива дојките, нема да сака да цица. Сега понатамо како последица на тоа, што се случува? Се случуваат
неговите изметот, неговите столици се помалку обилни, тие се суви и самата миризба станува веќе непријатна. Јас морам да кажам дека деца кои што се исклучително на мајчино млеко имаат столици кои што воопшто не смрдат. Тие имаат некоја специфична миризма. Специфична, меѓутоа сигурно не смрдеа. А кај овие веќе тоа се менува. Мајката при обид да провери дали после доењето на вистина ја испразнила комплетно дојката, ако се обиде да ја измолзи, тогаш ќе види дека нема што да измолзи, значи дојката има помалку млеко. Понатамо на телопот можеме да видиме дека тие дојките во тек на самата лактација, на доењето, пред подој и после подој ги немаат оние вообичаени промени, да кажеме топлината, оној венски шар, шарка венска што ја прикажувавме, цртежот венски, па големината, па тежината, набрекнатоста, тоа веќе тука кај таа мајка не е сосема изгубено, меѓутоа е многу. Обично мајките кои што имаат подолги вакви периоди на недоволно млеко, укажуваат на тоа дека нивните дојки уште за време на бременоста не ги претрпиле оние хормонски промени кои што се неопходни да се случуваат кај мајка која се подготвува за пород и конечно млеко од подој до подој не надоаѓа. Има уште голем број од овие фактори што може да се набројат овде, меѓутоа овие неколку се најбитните. Да. Сега дали би можело да се случи да мајката има доволна количина млеко, а детето сепак да не добива во себе си недоволна количина млеко? Или пак би ве прашала како да се знае дали бебето добива доволно или недоволно количество млеко? Прашање, тоа е многу битно. Тоа е заправо одговорот на ова ваше прашање ќе го оправда она што јас во почетокот го кажав, значи не веднаш да се оди, детето не добива во тежина, плаче и сите овие работи што ги напомнавме и веднаш да се заклучи дека е причината таа. Ќе се прво треба лекарот што го води детето да ги исклучи сите можни други причини за ненапредување на детето, за плачење, за неспиење, за вознемиреност и така натаму, пред се болестите, најразлични болести, можат најчесто да бидат причини, да кажеме, ако го боли уво, тоа и навистина не може да цица. Ако не цица кај мајката ќе намали млекото, значи тоа е секогаш, тоа се голем број на меѓусебно многу зависни фактори. Затоа не треба да се оди бегло. Но, сепак, еве веднаш да и директен одговор дадам на вашето прашање. Вистина е тоа, ако детето не добива доволно млеко, дека нема да напредува. Кои се причините и што треба да се превземе? Молам следниот слајд од режијата. Вака сега викаме, како да се знае дали бебето добива доволно или недоволно млеко. Тоа е со сините букви и одговорот е, ете, веднаш долу со црвените букви. Прво, значи, пратење на добивањето во тежина на детето, но не со едно мерење. И сега, ако еднаш го мериме и мајката и ние од нашите податоци имаме, да кажеме, предходниот месец бебето имало, сега земам пример, 5 кг и сега има 5 кг и 100 грама, а требало да има 5 кг и 600 грама и веќе дигаме паника. Не е тоа така, тоа не сме така. Значи, мерењето мора да бидат мерењата. Мерењата мора да бидат систематски, повторувани. Јас на ваквите мајки
задолжително им велам, дојдите после една недела, дојдите уште после една недела, па дојдите за еден месец и тек тога, после еден месец, месец и пол пратење, кој ќе има повеќе. така кој ќе се имаат повеќе, може би во меѓувреме ќе откриеме и некое заболува и некое што било на повидок или поминало, дете кое што имало, да кажеме, повраќања, проливи, температури, многу нормално дека изгубило на тежина, дехидрирало, изгубило на тежила во тие денови помалку и сакало да јаде. Значи, точно друга е причината, не е причината во мајката. Така, понатамо. Сега видите, второјот дел е пратење на картата на растењето. Значи, треба да... Ние познаваме осцилации во растот, денски, неделни, месечни и сезонски. Ве молам, да кажеме, не добиваат во тежина децата еднакво во прелет, исти врстници, во пролет и во есен. Зима и лето. Има сигурно и то многу релевантни разлики. Понатамо, деца кои што изопшто перфектно напредуваат, може месец-два да не напредуваат, ал зато третиот да надокнадат се. И така, значи, тоа е да се прати, а ние на секое дете му правиме. На мајките се уште не сме во можност да им дадеме, бидејќи сега увежбуваме работа на компјутерот со кој што доскоро работевме во, ми кажа, во почетокот во Скопје. Меѓутоа, се надевам за многу брзо, буквално на секој родител, за секое дете ќе можеме да му даваме ваква карта на растот, на која што карта стои една крива линија за тежината, за друга за должината и трета за обимот, како графикон, кој што е стандарден. Некој стандард даден. А со молив ќе се испишува кривата на растот, значи на дотичното дете. Индивидуално. Морам да напоменам тука, треба да се гледа, значи, во еден подолг период, како е таа карта на растене и само тогаш ќе може општа проценка да се даде општа проценка како оди. Сега има еден принцип со мерење на млекото. Ние многу го напоменавме овој принцип, повеќе пати сме го напоменале, значи не може навеката веднаш само врз овие параметри растењето на детето и картата на растењето да се каже немаш доволно млеко. Може би не е така. Затоа постојат начини за мерење на млекото, што се многу едноставни, не се многу тешки, а тоа може секоја мајка во својот дом да го направи. Јас сега не би за тоа елаборирал, бидејќи би ни одзело повеќе време, меѓутоа во некоја прилика, можда на крајот од емисијава или во следната, и тоа да го објасниме. И, конечно, контрола на мочањето на количината и квалитетот на мочката. Значи, само врз база на тие податоци заедно, би можело да се даде проценка и тоа се уште не значи стоп за доењето. Тоа се уште не значи. И сега, доколку детето не би добивало доволна количина на млеко, не прима во себе си, дали сето ова влијае врз самите резерви на млеко кои што се задаваат во мајката? И всушност дали влијае негативно врз овие резерви? Да, тоа ќе го видиме и на следниот слайд. Меѓутоа, ево, веднаш да објаснам. Постојат моменти кои што мораме да ги напомниме. Врската меѓу мајката и детето, меѓу доењето, цицањето и количината на резервите на млеко кај мајката е во таква спрега, нераскинлива, што мора секогаш да биде земана предвид. Зошто? Ние стално повторуваме. Колку повеќе детето цица, толку повеќе мајката има млеко. И тоа си оди стално во круг. Но, за слово на вистината, сепак, некогаш, поради некои одредени причини, за кои што, вака, ќе дадеме еден преглед низ вечерашнава емисија, сепак може да се случува, кога детето послабо ќе цица, мајката се повеќе и повеќе да има намалување на нејзините резерви и количина на млеко. Еве, телопот да го видиме, видите. Овие фактори не влијаат битно врз резервите на млеко кај мајката. Например, возраста на мајката не влијае. Половиот однос
половиот живот на брачните двојки исто така не влијае битно. Новата менструација влијае врз, да кажеме, ние веќе напомнавме минатиот пат, врз некои квалитети и не секогаш. Да. Не секогаш. Не мора да значи, меѓутоа може да има известно негативно влијание врз вкусот на млекото и детето во тие денови да не го сака. Меѓутоа врз количината на резервите на млеко не. Понатамо враќањето на мајката на работа. Кај нас обично влијае да се намали, но влијае затоа што мајката еден подолг период, повеќе часови, не го дои, не си ги празни дојките. Меѓутоа има земји кај што е тоа прекрасно, перфектно организирано, си имам ослободени се во периодот. Во периодот, да кажеме, ако треба на 2 сата, на 3 сати добиваат по 10 на 20 минути и си има служба која што го принесува детето и тоа си оди организирано, кај нас за жал сме се уште далеко од тоа, меѓутоа во принцип медицински нема некое посебно влијание доколку враќањето на работа на мајката не е поврзано со некои други стресни моменти за кои што ќе стане пак збор. Значи, самата природа на работата. Така, работата, непријатност на работа, проблеми на работа, злоупотреби и така натамо, тоа е веќе нешто друго. Меѓутоа, самиот акт на одење на работа како таков не влијае. Возраста на бебето. Видите, некако природата секогаш си ги организира работите на најприкладен начин. Така да и овде возраста на бебето нема некое битно влијание врз резервите на млеко. Друга е работа што на една одредена возраст ние ќе зборуваме за правилна исхрана на доенчиња од постара возраст, ние кажавме после 4-тиот месец, веќе и покрај тоа што е мајчиното млеко единствено и незаменливо, но и покрај тоа на детето му требаат и други после 5-тиот, 6-тиот месец, уште други додатоци, за да стигнеме некаде во 8-тиот, 9-тиот месец, време кога и покрај доењето на мајката што останува како превасходно, мора да му се додаваат некои одредени артикли на детето, затоа што имаме една проста причина што во тој период веќе млекото не може да ги задоволи сите потребштини од млекото од мајката. Но тоа е друга посебна тема на која што ќе зборуваме. Значи, се на се тоа не треба да значи ништо во однос на резервите на млеко. Понатамо, царскиот рез како акт на раѓање. За жал морам да констатирам дека кај нас мајки кои што си ги родиле децата со царски рез, а тоа е доста голем број, не би баратал сега со проценти, но тоа е некаде околу 10%, видите, тие често мислат дека еве јас своето бебе го родив со царски рез и однапред како да се плашат дека ќе можат уредно да си го дојат детето. Тук тоа е заблуда од која што сите мајки кои што имаат ваков вид на раѓање и ситуации да се ослободат затоа што еве видите овде пишува дека царскиот рез не влијае врз резервите на млеко. Понатамо, повеќе детството. Повеќе детството исто така мајката може да си го дои и првото и петтото дете сосема успешно и еве како последен фактор е напомнат дека мајка која што има едноставна, вообичаена исхрана не би требало да страхува за количината на резервите. Друго е тоа што јас повеќе пати исто имам напомнато, дека мајката мора да добива некои витамини, мора да добива многу сите тие се програми детали, да. Микроелементи, многу минерали, многу протеини и така натаму, но тоа е веќе во суштина или во функција, би рекол, на заштита на мајкиното здравје, затоа што ако нив не ги добива, таа губи од себе си за да му пружи на детето и заради збогатување на млекото со тие квалитетни микроелементи, но тоа е веќе нешто друго, а не количина, не резерва на млеко. И сега сите ова што го напоменавме претходно, или беа фактори кои што не влијаат врз количеството на
млеко кое што го создава самата мајка. И сега контрасно на сето тоа, да, што би било она што негативно би се одразувало врз овие резерви? Да, има доста елементи кои што негативно се одразуваат, молам од режијата слайдот. Еве некои од тоа. Например, болест кај мајката може да делува. Стресни ситуации особено многу. Проблеми во бракот, проблеми изопшто, општо човечки и така натаму. Значи, тоа е воопштено со изразот стресна состојба, може многу негативно да делува. Лошото расположение кај мајката исто така може да делува многу негативно врз количината на млеко. Понатамо, пресилни емоции, особено негативни, она што викаме ние негативната енергија, никогаш не може да даде позитивни резултати. Исто така може значително да ја намали резервата на млеко. Неуреден живот. Што сакаме да кажеме? Да, секако. Што сакаме да кажеме со неуреден живот? Ние многу пати напомнавме, мајката мора биде мотивирана за доење, емотивно силно поврзана со своето чедо, понатамо да биде смирена, да биде сталожена, одморена, да има прошетки, да има исправно полово живење, да има исправно фамилијарно живење, да едноставно да се чувствува пријатно со своето дете и своето семејство, затоа што сето тоа влијае. Неуредно доење исто така, ако мајката од било кои причини, да не ги напомнувам, тоа би бил цел еден список, од било која причина, ако неуредно си го дои, неуредно во смисла на временски термини, како што рекавме, секогаш кога ќе посака детето, неуредно во смисол на неисправно приоѓање кон детето, неисправна положба на детето, неисправно прифаќање на дојката и така натаму, во сето тој неиспразнување доволно на дојката, сето тоа влегува во ова категорија неуредно доење. Немајне поддршка од фамилијата, од околината за доењето, лоша техника при доењето, ние за техниката многу зборувавме, не би сакал да многу често се повторувам, сето тоа влијае многу негативно врз резервите на млеко. Ете, на некој начин дадовме како вовет во сето ова, наречено со еден наслов како недоволно количество на млеко. Во овој момент би ги поканила нашите гледачи, доколку има прашање, да го постават на нашиот студиски телефон 71886, на кое што прашање ќе дадеме подоцна и одговор. Продолжуваме понатаму со она што би можело да се даде како поддршка на самата мајка, која што смета или навистина нема